Добар ден, драги ученици! Јас сум Дејана Чакареска, наставник по македонски јазик од Основното училиште Јосип Брз Тито од Струга. Денес, на часот по македонски јазик, ќе се запознаеме со нова наставна содржина со наслов Стилско изразно средство символ. Сега, отворете ги вашите тетрадки за училишна работа и да го запишеме насловот. Што ќе научиме на овој час? Покрај секојдневната употреба на зборот символ, на овој час ќе го научиме зборот символ и покрај неговото основното поим и значење, ќе научиме и какво стилско изразно средство представува символот. На овој час ќе се научиме како треба да го употребуваме символот како стилско изразно средство во практичната употреба и всушност, она што е најважно, која е значењето на стилските изразни средства во поезијата, односно лекција, која што секоја година ја повторуваме со нашите ученици. Во минатите оделенија учевме дека стилските изразни средства уште се нарекуваат и тропи. Тие се делат во 3 групи и тоа се фонетско-морфолошки изразни средства, кои што се наречени и фигури на дикцијата. Тие се однесуваат на гласовните особености на зборовите, повторување на истите гласови во стихот или зборови со слично звучење, различно значење. Потоа втората група е семантички стилски изразни средства, каде што всушност припаѓа и ова стилско изразно средство што денеска ќе го учиме символот, како и синтаксички стилски изразни средства. Секогаш кога учиме за стилските изразни средства, треба да го знаеме значењето на стилските изразни средства. Сите стилски изразни средства се со украсна функција и се нарекуваат фигури или слики. Тоа што се нарекуваат, односно се со украсна функција, тоа значи дека ја разубавуваат песната, односно творбата. Стилските изразни средства авторите ги употребуваат за да постигнат поголема сликовитост, музикалност и емоционалност во творбата. Тоа значи дека со поголема визуелност и со поголема емоционалност, односно создавање лирски елементи во песната всушност е побогата за многу. Оно што е најважно за секој ученик е дека треба да ги знае сите стилски изразни средства кои што досега сме ги учеле. Бидејќи, за да направиме добра анализа на една литературна творба, потребно е добро познавање на стилските изразни средства. Да почнеме со изучување на стилското изразно средство символ. Да ја прочитаме песната Голапче на струшкиот поет Константин Миладинов и да внимаваме на зборот кој е повлечен. Голапче. Голапче мало хубаво, голапче златокрилесто. Кога ти дојде при мене? И кога в часот побегна? Уште ја глас ти не слушнав, уште те арно не видов. Дан ми се мило наљути, дан ми се добро насрди, заш не ти хубост пофали? Заш не ти крилја помазнив? Ела ми, мило, ела ми сега при мене. Ја ќе ти хубост пофалам и ќе ти крилја помазнам. Ја ќе те тебе назобам, се со дробна го бисерам. Ја ќе те чува секога, мое ми мило, спазува. Песната гледаме, односно знаеме дека изобилува со голем број на стилски изразни средства. Минатите години учевме други изразни средства и веќе дел од нив можеме да ги препознаеме. Но оно што е денес најважно е како да го препознаеме стилското изразно средство символ во оваа песна. На кого му се обраќа авторот во оваа песна? Авторот во оваа песна и се обраќа на својата љубена, затоа што нежноста на голапчето е символ за нежноста на неговата љубена девојка. Тоа значи дека символ за неговата љубена во песната представува голапчето. Со кој збор се обраќа тој кон неа? Тој се обраќа со зборот голапче. Од оваа песна треба да заклучиме дека символот за љубовта на авторот или според авторот, символ за љубовта представува голапчето. Тоа е еден субјективен став на авторот дека символот за љубовта за него во овој случај представува голапчето.
Да заклучиме, да дефинираме, односно да запамтиме. Симболот е стилско изразно средство со кое имињата на конкретните предмети или животни, како имињата на одделни појави во природата, како што се апстрактните поими, се земаат како знаци, како слики за да се искаже мислата позбиено, посликовито, за нештата да станат појасни. Тоа значи дека во ликовното сликаме со бои и со слики, додека во литературата сликаме со зборови. Една мисла може да содржи милион зборови. Примери. Гавранот представува символ на несреќа. Крстот во христијанството представува символ. Вагата е символ на правдата, додека маслиновото гранче и гулавот се символ на мирот. А срцето е символ на љубовта и така натаму. Тоа не значи дека се само овие примери кои што се зададени овдека символи за нешто што представуваат во животот. На часот по македонски јазик, вие заедно со вашиот наставник можете да ги дополните овие примери за символи. Символот, како стилско изразно средство, заклучивме дека често го употребуваме во секојдневниот говор. Со ова стилско изразно средство се постигнува поголема сликовитост во поетскиот израз. Символот е невпечатлив кога читателот сам ќе ја препознае сличноста на предметот или појавата со личноста со која е поврзан. На овој начин, ученици, всушност сваќаме дека сме научиле за стилското изразно средство символ. Препознавањето на сличноста на предметот и појавата заедно со личноста со која што тој е поврзан. Да го провериме наученото. Да ги прочитаме и да ги поврзиме зборовите од левата и од десната страна фразите кои што се зададени на вашиот десктоп. Зашто представува символ срцето, гавранот, белото знаме и вагата? Мораме да знаеме дека сепак овие работи се понекогаш и субјективни, односно не за секого, секогаш срцето мора да представува символ за љубовта, затоа што погоре во примерите видовме дека и голапчето сепак представува символ за љубовта. Гавранот најчесто и во поезијата и во секојдневниот говор представува символ за несреќа. Белото знаме во приказните или во борбите знаеме дека представува символ за предавство. Додека вагата, како што кажавме, представува символ за правдата. Почитувани ученици, јас се надевам дека со оваа мала презентација научивме за стилското изразно средство символ. За домашна задача имате да направите анализа на песната Копачите од Кочо Рацин и да го пронајдете стилско